Почитувани добра вечер, вие сте со анализата на телевизија 24. Владата која функционира технички денеска потпиша договор за изградба на новиот клинички центар со конзорциумот предводен од италијанската ИСО системи. Се работи за проект за кој беше најавен уште од 2014 година за изградба на нов клинички центар, проект кој ги проби сите рокови и кој го следат низа контроверзи подоцна во текот на неговата изведба. Сега прашање се поставува за тоа како може техничка влада да потпишува вакви договори, грандиозни, вакви клучни договори со голема финансиска импликација од 70 и нешто милиони евра, а понатаму се знае дека оваа влада, чие функционирање до скоро, можеби, чие време траење до скоро можеби беше неизвестно, веќе станува известно, плюс со добивањето на мандатот на господинот Зоран Заев за формирање на нова влада и прашање на денови или недели кога тоа ќе се случи. Ова е само едно од прашањата за кои ќе разговараме во вечерашната анализа, а наши вечерашни гости се поранешниот председател на синдикатот, на клиничкиот синдикат доктор Дејан Ставриќ, Ариф Муса, поранешен член на Државната комисија за спречување на корупцијата, и Бојан Маричич од директор на Евротинк, Центар за европски стратегии. Добра вечер. Господа, добра вечер. Еве вака ќе одиме поред без некој посебен редослед. Доктор Ставрик, сакам да ве прашам, како што кажав, овој проект за изградба на нов клинички центар го следат низа контроверзи. Зошто мислите дека толку се брзаше сега со имплементација, со потпишување на овој проект, доколку што мислам дека и сами се свесни во владата дека навистина не е едноставно момент за тоа, бидејќи прашање на денови кога ќе се формира нова влада? Па да, овој скандал денешен не изненадува со оглед на претходните 11 години вакво однесување, со таа разлика што денеска тоа е во еден цајтнот, последните денови и последните бизниси да се фатат од страна на оваа група луѓе која сака да се представува како влада, се уште техничка. И мислам дека нема никакво ни правно, ни морално оправдување овој потек. Поготово што, еве, денеска стасуваат податоци, она што тие луѓе го најавија се работи за инвестиција од 72 милиони евра за клинички центар на површина од 50.000 квадрати, нов. Во исто време, во Ниш, истата фирма, италијанска, започнува градба на клинички центар, каде што околу 25.000 квадрати нови ќе се изградат и 25.000 ќе се реконструират, што може да биде и поскапо од нова градба, за сума од 31 или 2 милиони евра. Значи, ние плаќаме дупло поскапа цена кај истата фирма. Второ, во Белград се започнува со градба на нов клинички центар од 90.000 квадрата за некои 90 милиони евра, каде што изведувачот некоја кинеска компанија специализирана за таа градежна област, што исто представува негде 2/3 или половина од износот што Македонија денеска е задолжија тие луѓе кои го потпиша договорот. Колку е тој валиден, дали ќе обстои, не знам, штетен е секако, како договор, како финансиска конструкција, а тоа се пари што треба сите ние да ги плаќаме. А имајќи увид, значи искуствата бројни градежни со оваа власт, не знаеме дали тоа ќе остане на 72 милиона или ќе се јават некои анекси па тоа да нарасне над 100 и 150. Па да, судејќи пред според објектите од Скопје 2014, Сите се такви, да. Цените најмногу растеа на објектите подоцна со анексите, а не во основната цена. Да. Господине Муса, СДСМ денеска како предводник на новото парламентарно мнозинство кој имаат мандат за формирање влада, кажаа дека ќе го преиспитаат овој проект, особено ова потпишување, кажаа дека тоа исто така кажаа дека е невалидно. Мислите ли вие дека тука може да има работа еве и за некоја можеби идна антикорупцијска комисија, не верувам дека за оваа ќе има? Видите сега, по однос на процедурите за јавните набавки, значи ако новата влада е одлучна да се бори против корупцијата,
обвинителството исто така, може да се најде начин и да се преиспита точно како и на кој начин е дојдена, значи со кои параметри е дојдена до таа сума од 72 милиона евра да кошта еден таков капитален објект, како што вели министерот во заминување. Секогаш кога се сака да се постигне една цел, значи да се бориме стварно со сите параметри, да се бориме против корупцијата, има можност. Тоа на високото ниво на власта може да се постигне. Ако тие се одлучни на институциите што ги контролира владата и независните, како што е Државната комисија, па и другите независни органи во државата, можат да доаѓат до ситуација да го преиспитат и да видат дали се стварни тие цени што веќе денеска е подпишан договорот. Ја не би се осудил сега да коментирам, сигурно колегата има податоци точни од другите објекти слични во регионот и затоа е таква сума. Значи, подпирајќи се на тоа што ова власт има работена во текот на овие изминати години, значи, остава многу прашалници. Затоа новата власт треба убаво да се потруди и да доаѓа до точни податоци дали треба да продолжи со истиот економски оператор. Да, Маричек, овој објект се гради меѓу другото и со кредит од Европската банка за обнова и развој. Тие кажа претходно дека ќе ја следат целата постапка, која како што кажав ја следа контроверзи. Телевизија 24 на пример објави дека овој конзорциум, фирмата која го предводи, имаше негативен бонитет спротивно на условите на тендерот. Таму имаше жалби од другите учесници. На крајот еве се подпишува вака на овој начин. Мислите ли дека овие луѓе, можеби оваа гарнитура е во заминување, но и претходно имаше проблем со некои проекти кои се под Европската банка за обнова и развој? Мислите ли дека они се грижат и за тој меѓународен бонитет, кредибилитет на Македонија кога се изведуваат овие проекти? Видете, ние заради неодговорните постапки, да не речам будалаштини на власта во заминување, сме во позиција да коментираме абсурдни работи. Прво и основно, оваа техничка влада нема никаков ниту легалитет, ниту легитимитет да влегува во вакви чекори, да подпишува толку сериозни проекти кои што го оптоваруваат буџетот на повеќе години. На крајот на криштата, доколку беа искрени, доколку навистина сакаа да го реализираат ова, го ветуваа одамна, беа 11 години на власт, до сега можеа многу пати да го спроведат. Но се покаже дека приоритетите не се во вакви проекти, туку приоритетите на владата во заминување беа во споменици, згради за јавни објекти и така натаму. Така што тоа е навистина перверзно, би рекол. Јас сум навреден како граѓанин која ги гледам како подпишуваат галантно на неколку дена од предавање на власта вакви работи и уште го прикажуваат како некое големо херојство во корист на народот. А во исто време се извинувам и одбиваат да одговорат и на новинарските прашања, значи имаме заробена држава на дело. Значи она што го утврди Европската комисија во извештајот од минатата година за Македонија само се докажува ден на ден. Зарем не е заробена држава да имате ситуација во која што имате човек кој што е 2 месеци во бегство, судиите му подпишуваат, му го укинуваат притворот, обвинителството бара, ве молам, да му се укине притворот. Зарем не е тоа заробена држава на дело? После 2 месеци бегство. Зарем не е ова заробена држава на дело, кога на неколку дена од предавање на власта вие се одите во насока да подпишувате големи... Секој ден се ветуваат нови фабрики, се подпишуваат нови клинички центри и така натаму. И за жал, конечно, ова е очигледно Груевски бара причина очено секој ден да се појави на телевизија со некоја добра вест, бидејќи во последниве месеци одат само лоши вести од политичкото дејствување на досегашната власт и ние сето тоа мора да го трпиме уште неколку дена за да излеземе од оваа дупка во која што се наоѓаме веќе предолго време. Во однос на менаџирањето на европските пари, па еве и макар биле и кредити. Значи ова власт која што заминува покажа крајен недостаток на волја и капацитет да менаџира со парите кои што не се кредити, кои што се донации, значи парите од ИПА фондовите
и од другите програми на ЕУ кои што се достапни на Македонија, а кои што се неповратни донации за кои што не мора да дава никакви камати и така натаму. Да подсетиме, имавме 2 годишна суспензија ние на програмите за образование и за мобилност. Имавме сега од неодамна пред помалку од 1 година суспензија на неколку сектори од ИПА помошта, транспорт на пример. Имавме ситуација каде што актор се наоѓа под истрага заради автопатот, значи една серија на скандали или потенцијални скандали каде што власта во заминување покажува бескрупулозно постапување и по европските правила, отфрлајки ги европските правила и домашните закони. Да, и никогаш на никого држава не му стана јасно зошто не се користат типа фондовите. Значи пари кои се слободни, кои може да се користат, не треба да се вратат? Да, едноставно е, затоа што потешко се крадат. Тие фондови се контролирани под строги процедури, секој кој што спроведува ИПА проекти, и граѓанските организации, институциите, знаат по кои правила се спроведуваат и знаат дека тука, особено по искуствата од Бугарија, Романија и така натаму, веќе европските институции ги научија тие лекции. Бидејќи тоа тешки долги процедури кои што не може да се договарате на начин на кој што се договараат другите кредити или тендери, во тој случај подобро е да не ги искористиме отколку да не малтретираат со, па имате вие и во разговорите бомбите што се објавија каде што Ставревски вели во една точка каде што европскиот амбасадор му нуди буџетска поддршка од ИПА-та, останатите пари додат во буџетска поддршка, вели за 20 милиони евра ќе ми гледаат во трезорот како ние ги трошиме парите. Сакам да кажам дека целта е кога тие пари веќе не можеме да ги исконтролираме, немаме ни интерес да ги трошиме, да направиме барем нешто добро. Иако од тие пари и потоа од кохезионите фондови кои што следуваат на новите држави членки, многу држави како Бугарија, Романија, Хрватска, Шпанија во минатото ја изградија речиси целата своја инфраструктура во државата. Би заклучил со тоа што како што одлучно и бескрупулозно ова веќе поранешна власт или власт за заминување ги правеше овие лоши работи и неодговорни работи, на истиот начин би требало новата влада да ги прави отворено и бескрупулозно работите кои што ќе ги поништат овие лоши работи. Да. Значи да ги прават добрите работи исто така бескрупулозно и одговорно и отворено за да можеме на вистина да ги искорениме овие постапки. Инаку ако ова помине така, тогаш ние само ќе тонеме подлабоко и подлабоко во проблеми. Ке зборуваме за тоа во текот на емисијата. Сакав доктор Ставрик да го прашам за еден дел кој што вие го спомнавте, како што вели Маричик го потпиша ова денеска за новиот клинички центар и тоа го представува дури како огромен успех. Значи, уште 2014 од тогаш од позиција на премиер од господинот Груевски беше најавен овој клинички центар, беше кажано дека ќе се изгради за 3 години. Еве веќе сме 2017, тој сега треба да почне да се гради и да биде готов во 2021 година. Но не е само овој проект. Се работи за низа проекти во здравството кои се прикажуваат како голем успех, како големи реформи, но кога луѓето ќе отидат на клиника или во болница гледаат друга страна. Реалноста е сосема друга. Она што го добивате испод секоја норма, да речем, одговара на некоја афричка земја. Меѓутоа се вратам на прашањето. Тоа што рековте, 2014 е последниот бисер со клиничкиот центар кој требаше да биде концентриран во една голема зграда исто од 50.000 квадрата на место на старата зграда на гинекологија. И таму се направи некаков ископ и мислам дека е тоа запрено од практични причини, затоа што тука се наоѓа некаков електричен чвор за цела таа област, тука и околу болницата, која опфаќа и МВР, не знам, така натаму. И дека таму не може да се постават фундаменти за таков објект. Меѓутоа, на тоа, кој што рековте, предходеа бројни други фантазии од типот на реконструкција на клинички центар, па чак имаше и проектна единица архитектонска која работеше при Министерството за здравство 2 години, која направи комплетно цртање на сите постоечки објекти и план за реконструкција. Значи, тој проект беше готов дента кога, мислам, Груевски со кого беше, прошета низ клиничкиот центар, па падна дожд и тогаш му се роди веројатно идејата за нов клинички центар, баш тука, веројатно, моментална инспирација предпоставам.
Па имаше и други проекти за нов клинички центар, тој и де факто и актуелен проект на место каде што е под Дуб предвиден, тоа е негде кај Зајчев рид, што е и логична локација за таков објект, која има пристап од сите делови на земјата, да речеме. Пошто е тоа објект и центар што треба да ги покрие националните потреби. Од друга страна, да не може да забораваме дека на почетокот 2007 година беше трансформиран, односно растурен клиничкиот центар. Зашто? Тоа никогаш не стана јасно. Значи, бевме прва земја во свет, веројатно, без клинички центар, као што сме единствена земја во свет, веројатно, без воена болница. Значи, ние немаме веќе воена болница. Бивша воена болница стана дел од градска болница, 8 септември сега. И тоа е еден раритет што е заборавен, но не помалце битен. И така, значи, зошто е тоа се направено, не е јасно. Меѓутоа, дека има материјална основа, има. Да. Добро, одиме ние на следната тема, но пред да одиме, јас сакам да видиме еден прилог кој е подготвен од телевизија 24 од колешката Кристина Атовска, а кој се однесува на однесувањето на поранешниот премиер, сегашен председател на ВМРО ДПМН Никола Груевски, кој го гледаме секој ден како најавува нови проекти, а денеска телевизија 24 го праша и во кое сојство го прави тоа. Да го видиме прилогот. Владата во заминување продолжува со државнички функции и промоции, а дел од нив и натаму е председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски. Нему министерот Владо Мисајловски му реферираше за новата зграда предвидена за Министерството за транспорт и врски. Партискиот лидер се распрашуваше за квадратурата, како и за градбите околу зградата. На нашето прашање во која функција тој е дел од настанот, Груевски одби да коментира. Значи, дуплирање на просторот, целосна реконструкција, темели, статика, внатрешно реновирање на дворешта. Одлично. Дали сте свесни дека повеќе не сте премиер, а отварате министерска зграда? Господине Груевски, дали ќе се отидете од Ама ако може да имаме настав, да може. Во период кога има нов мандатар и во полнек се преговорите за нова влада, сегашната во заминување секојдневно промовира проекти, а дел од тие промоции е и партискиот лидер Груевски. Инаку, Министерството за транспорт и врски не соопштува колку пари вкупно се потрошени за обнова на оваа зграда, но според јавно достапните податоци, досега се потрошени околу 5,7 милиони евра, сума која ги надминува првичните проценки со нови анекси на договорот. Вредноста на новата зграда не сакаше да ја коментира ниту Мисајловски. Се знае дека и таа ќе биде во барок стил. Да, тоа е прилогот на колешката Атовска. Господине Муса, оваа слика што ја гледаме денес, ја гледаме веќе извесен период, овие денови, месеци, недели. Значи, господинот Груевски рече се секој ден оди, промовира некои проекти и може би, сега вие порано сте били член на Државната комисија за корупција, ќе кажете подобро, може би доколку тоа го прави како председател на ВМРО ДПМН, па оди со некои луѓе од партија, па некако тоа го поврзува дека е дел од програмата на неговата партија, може би и би било оправдано. Но тој го прави тоа со државни функционери, со градоначалници. Па видовме на факултет оди, па декани него му реферираат. Мислам дека тука има низа на спорни елементи. На крајот на краиштата сите овие тоа го прават во работно време. Значи, излегуваат во работно време и му реферираат на Никола Груевски. Прво, ја би сакал ова да го кажам. Значи, со каква власт и со какви презентери на власта сме имале работа. Значи, во секоја земја се бират честни луѓе во политиката. Значи, овие работи најмалку му доликуваат на еден премиер и на некој, без обзира дали е министер или па некој директор на некој јавно предпријатие. Значи, во време кога веќе нема власт, значи, тој ги прекршува сите норми, сите закони, сите морални закони околу државната функција, околу функциите. Нашиот закон за спречување на корупцијата, верувам и на околината што ги имат истите закони. Абе, треба одговорно и отчетно да се однесува првиот човек. Замисли другите што прават. Значи, цело ово време вака е однесено премиерот. Се однесува као да е во некоја кралевина.
а не во држава каде што има претседател на државата, каде што има парламент, каде што се избира влада и точно се знае кои му се обврските. Значи, он се однесува као да е своина. Во парламентарните демократии не се однесува вака. Значи, би сакал уште нешто да кажам околу него, колку и да зборуваме малку е. За ВМРО ДПМН, па и за ЕДУИ. Па и за ЕДУИ во ова време. Во цело време додека беше во коалицијата. Него да се вратим и на овие што најверојатно ќе го земат властата. Значи, од примери од кои што треба да учат од лошите работи на другите, овие треба да се однесуваат, ама во спротивна насока. Значи, немаме коментари, што и да речеме, малку е. Што е за сите овие, однесувањето на Груевски, што е за сите овие функционери, господине Муса, што се појавуваат, директор на јавно предпријатие доаѓа, па му реферира на председател на партија, тој во моментот врши функција на јавно предпријатие, работи назначен од некого. Кажете ми, прекршуваат ли тие некои закони? Апсолутно го прекршува законот. Значи, према законот за спречување на корупцијата, ова е злоупотреба на функцијата. Заради, точно, значи, и дефиницијата на корупцијата по нашиот закон е така. Значи, злоупотреба на функцијата во нечи интерес. Било за себе, било за друг. Ова е сега во интерес на некоја група луѓе што е во заминување, што не се веќе власт. Значи, не може вака да се оди. Значи, стварно е злоупотреба на функцијата. Злоупотребата на функцијата е корупција. Ако е корупција, е казниво со закон. Значи, не може да се однесува. Тој треба да има отчет. Ја не разбирам зошто денеска на новинарите не треба да се обраќа и да одговара на нивните прашања. Тој до сега, уште ако да речеме, зема плата од државата, треба да дава отчет на луѓето, на новинарите. Троши наши пари, граѓански пари. Мора да се научиме да дава отчет секој, ма било тој премиер или некој директор на јавно предпријатие. Дур се трошат јавните пари, мора да има одговорност на секој, било кој да е. Да. Маричек, зошто вие мислите дека Груевски ова го прави? Значи има повеќе тези зошто он се појавува секој ден, зошто вака на него му реферираат значи државни јавни службеници, министри, некои тези се дека тој сака да проектира дека се уште има мокта према масите. Има и други тези дека тоа го прави заради исполнување на некое свое его и понатаму. Што мислите вие? Па јас мислам дека се 2-3 причини. Тоа што го спомнавте е точно. Прво мислам да се демонстрира таа заробена држава, дека да се покаже дека ние се уште ги контролираме институциите, тие нешто си прават таму, си формираат некоја влада, ама мене ми одговараат и министрите, и директорите, и така натаму. И тоа трагично е што сме доведени во ситуација воопшто да се занимаваме со ова прашање, бидејќи Македонија памети многу циклуси на промена на власт, каде што сето тоа одело технички, мирно и воопшто не се дискутирале овие работи. Така што ова е секако посебен случај и според мене треба да остане вака посебен случај, да не се повторува, затоа што гледаме пред очи на телевизија како ни се уништуваат институциите. Било кој што плаќа данок, кој што ги чувствува институциите за свој, е фрапиран кога гледа како реферираат пред партиски лидер кој што нема никакво јавно овластување, освен што е пратеник. Значи 120 пратеници има, замислете сите ова да го прават. И мислам дека во таа смисла тука мора да се повлече таа линија дека ова недозволиво. Иако многу недозволиви работи сведочевме во изминативе години, првата причина мислам дека е таа, да се демонстрира моќ и да се демонстрира контрола врз институциите. Втората причина е личната потреба да се биде на телевизија и во центарот на вниманието. Знаете, овие денови има лидерски средби за формирање на влада, имаме мандатар, течат преговори, тоа се крупни работи за државата. За да имаат причина про ВМРО, ДПМН и медиумите да јават нешто, а тоа да не биде формирање на новата влада, мора да се прават овие работи. И третата причина, мислам дека е тоа некој залет за пред локалните избори, последната шанса да се фати, да се покаже некој активитет, дека ете тоа што го ветиле во предизборите, сега го спроведуваат макар и од опозиција на опозиција, затоа што се свесни, и Груевски е самиот свесен дека од идната недела или кога и да биде во наредните 2 недели
новата влада веќе нема да има можност тоа да го прави и доколку го прави ќе изгледа уште по-смешно и по-трагично, бидејќи веќе министрите ќе бидат други, полека ќе почне тој прв, втор ешалон да се менува и ќе може да го прави само со градоначалниците од ВМРО ДПМН и велам, тоа е од било кој аспект, и од маркетиншки аспект, и од аспект на институциите и од како одговорни политичари пред граѓаните, мислам дека е незамисливо и мора да се повикаме на законите кои што се Значи да кои се што кршат и кршуваат. етички, и морални, и законски норми, но да се биде на телевизија до последен момент. Очигледно да. Отприлика. Ако може само накратко. Ја гледам дека и во нашите медиуми информации што ги дават, не треба сега да ги дават како информација ова што го прави. Значи не треба да му се иде на полза на некој човек на заминување. Значи некој премиер што бил на заминување. Значи ако констатираме дека ова е лоша работа, медиумите може да го дават ова само како скандал, не како вест. Значи граѓаните, сите граѓани не го разбират ова. Треба и медиумите внимателно да видат дали е ова вест што треба да ја дават или скандал да го дават. Како скандал, значи како исечок на скандал што прави, да речеме, власта на возаминување. После сите овие работи. Да. Значи да не му помагнаме со медиумите да го крши законот. Добро, тука вие тангирате една друга многу чувствителна главна област, а тоа е функционирањето на пропагандата отприлика. Од прилика пропагандата, ама веруваме и за независните медиуми ова не треба да го дават како вест. Значи само како скандал треба да се дава. Значи што не треба вака да се прави, а не како вест да ни оди сега да кажете може да склучи договор. Да, професионален, да. Па зборуваме сега во аспект на сите ние што сме имале некоја функција и сме не тангира ова лоша работа во државата што се случува, значи треба да го даваме своето мислење или својот труд, барем малку да помогнеме во оваа насока. Ставрик, се сеќавам кога го предводевте лекарскиот штрајк, после тоа имавте и прилично тешки последици. После тоа имаше многу ваши колеги тогаш кои директори на институции кои не им даваа на лекарите да излегуваат, па застануваат позади министерот за здравство, позади премиерот, зборуваат дека тие што штрекуваат не го прават тоа поради тоа, туку поради други причини и така натаму. Што мислите сега, што ќе биде со сите тие ваши колеги при промена на власта? Мислите дека ќе останат на тие своји некогашни ставови или ќе се обидат да фатат нов приклучок? Мислам дека веќе масовно сите тие се обидуваат да фатат нов приклучок, тоа е актуелно. Меѓутоа, јас за жал не можам да ги гледам како своји колеги, повеќе ги гледам како соработници на ова високо организиран криминал што се викаше влада и на Република Македонија, која ги зароби институциите, правосудството, направи карикатура од обвинителството, од судскиот систем, кој служи исклучиво за заштита на таа организација и за монтирање измислени случаи, затварање невини луѓе за да се прикрие сето тоа. Нормално. Сега, тие соработници на оваа власт во функција на директори на клиники, директори на други здравствени институции, на Министерство за здравство, Фонд за здравство и така натаму. Некој од нив видовме и денес на овој скандал што беше прикажан, додуше малце, веројатно се осипа таа поддршка што ја имаат луѓето кои го презентираат денеска. Само неколку од нив видовме, меѓутоа сеќаваме добро на сите нив кои стоја кога ние 5000 демонстриравме пред влада една сабота во таа година. Они беа негде околу 200 души пред Министерството за здравство како контрапротест, меѓу кои имаше 15 на директори на клиники, уште 10 на лекари и останат персонал, болничари, сестри, а некои кои ги познаваат луѓето ни посочија на 30 на 40 службеници на Министерството за внатрешни работи, инспектори, полицајци во бели мантили, кои беа опремени за таа пригода. Некои од нив мислам дека и у собрание се појави и така натаму сега.
во обидот за убиство што беше на пратениците. Така да, добар дел од нив веќе се ангажирале, фаќаат приклучок, некои се представуваат дури како едни министри и така натаму, во исто време се подпишани на контрапленумот професорски од ред, значи, кои настапија јавно за интерес на оваа групација, високо организиран криминал, а против своите колеги, против студентите, против учениците, против средношколците, против тој, значи, Кажете слободен ми, свет. дали би се разочарале кога после сето ова сепак би виделе дел од нив на некои позиции, на некои листи, на некои функции? Сега го би се разочарало, меѓутоа тоа е лично доживување. Како систем, значи тоа е недозволиво. Значи системот е веќе толку истрошен да нема да трпи појава на такви ликови и такви профили на такви места. Значи, ние се уште не знаеме. Затоа што ако една од основните карактеристики на оваа власт беше нетранспарентност. Ние не знаеме што све ќе видиме сега кога ќе се отворат институциите. Не знаеме што ќе најдеме во финансии, не знаеме во Министерството за здравство што ќе најдеме. Предпоставуваме. Тоа се дубиози, тоа се дупки кои се стотици милиони, веројатно, и кои веројатно ќе го надмашат она што Гошев го кажува како надворешен долг од 80%, каде што 50% треба да биде плафон, нели? Јас сум лаик во таа област, меѓутоа разбирам дека сме презадолжени, високо задолжени, точно ради овие екскурзии и бизниси на оваа група луѓе. Така да не знаеме што не очекува таму и не сме да се дозволи да било кој од тие сунцокрети биде во некоја од тие позиции да и понатаму го штити она што овие злодела што се направени од овие луѓе. Да. Добро, мораме да направиме кратка пауза за реклами и брзо се враќаме во студиото. Останете со нас.